Здраво, дечиња, здраво, најмили мои. Еве денес и јас сакам да ве поздравам. Сакам да ви раскажам една многу убава приказна. Навистина, баш ми е мило. Јас толку сакав на брзина да ви раскажам нешто да почнам, а вие мене ме прашавте како сум и јас. Јас сум добро дечиња. Ви го посакувам тоа и на вас. Ви благодарам на прашањето. Сега навистина ми изратувавте. Но, бидејќи сакам денеска да биде убав ден за сите нас, бидете внимателни, седнете и кога ќе бидете подготвени, кажете да почнеме. Може? Ајде. Значи, денеска ќе ви раскажам една необична приказна. Не е баш толку необична колку што е волшебна оваа приказна. А знаете што? Се работи за едно чудно доживување на една малечка Елена. А какво доживување? И што е се случило на Елена? Ке проследите, но само бидете внимателни. Чекајте, че ви раскажам ред по ред. Да започнеме. Од градина до чинија. Еден убав сончев ден, малата Елена заедно со мајка си, татко си и братчето Давид решија да одат малку на посета на село ки своите баба и дедо. Тие таму се чувствуваа многу убаво. Посебно Елена. Тоа беше најубавото место каде што таа се чувствуваше слободна. Се чувствуваше како да има волшебни крилја. Особено кога помагаше и работеше во градината на својата баба. Но таму, кога тие стигнаа, како секогаш и овој пат нивната баба ги пречека со вкусни овошни сокови од нејзината овошна градина. Па му рече: повелете, мили мои деца, па вие дојдовте. Ајде, повелете да пробате од моите вкусни сокови, а имам и од вишна, имам и од јагода, чувам и од гроздовиот мед. Ајде сите сега да седнеме, да се напиеме нешто, да се освежиме, а потоа да поразговараме. Леле, колку сум среќна, па моите деца ми дојдоа на гости, рече бабата. Така тие разговараа, си кажуваа што се случува, какви новости има во градот, се прошетаа до блиската околина, отидоа исто така и до ливадата каде што има многу цвеќиња, ги посетеа и животните на фармата, но веќе почна да заоѓа и сонцето. Малата Елена, деца, малата Елена знаете ли каде беше? Малата Елена беше во зеленчуковата градина и мислеше каде таа ќе засади утре семчиња каде ќе прави леечки. Таа беше цело време замислена, дали воопшто и ќе посади нешто, затоа што времето за одмор беше кратко. Но, кога сите веќе се изморија и разговараа, решија да се легнат. Истото го стори и Елена. Облечена во нејзините убави пижамички, таа погледна кон небото, ја вида својата другарка Звезда и ја рече: ајде, Звездичке, исполни ми една желба. Би сакала оваа вечер да ми биде волшебна. Звездичката се насмеја и мавна со нејзините рачиња и така Елена штотко ги затвори очињата, кога што се случува, слушна, слилна, бучава. Деца, се случи нешто чудно. Во големиот фрижидер, замислете, во големиот фрижидер имаше многу голема бучава. Малата Елена стана тивко на прстења, отиде до блиската кујна, дзирна по фрижидерот. Што ќе види? Штрајк, деца, во фрижидерот. Замислете, деца, и тоа прва, втора и трета смена. Прва стана јаболката, тетовска, сочна и важна зема збор. Зошто не ме јадат децата кога сум здрава и сладка? Рече таа. А мене, ја прекедна една тиква од матка. Знаете ли колку во мене има здравје и витамини? Особено оние што се за убавина важни. Но не ми е греша. Нека не ме јадат, ама ке се каат, затоа што после ќе бидат ем грди, ем тажни. Така рече тиквата.
Морков важен се крене и тој збор зема. Ако зборуваме за витамини, тука сум главен. И тврдам, ми нема рамен. Пред се, витаминот што ви Делина дава, најмногу го има во мојата вита става. Запомнете, родители, на секоја ќерка и син им треба мојот каротин. Цвеклото се исправи напред и важно праша. Што би правили децата ако немаат здрава крв? Тука сум јас прв. Железен јас сум крал, иако така мал. Не сакам никој да кудам, но покрај богатството, што јас го нудам, злосторство е да се јаде хамбургер и тост, затоа болеста е чест гост. Лукот се крена како джин. Што да зборувам, џабе не ме нарекле природен пеницилин. Запомнете, деца, јас сум превенција против болна инекција. Но едно мора да се каже и не смее да се лаже. Кој сака да е паметен и здрав, како дедо Љупче да јаде по едно лукче, а момичка што сака да многу итра, нека јаде кромир како баба Митра. Оваа влева пак лиџанот и пиперките ги фати како дремат. Па уште сонили почнаа да влеват. Ама ајде, и ние сме важни, не попусто да си зимница спремаат. Резница со витамини сме, ова не е драма. Ако не веруваш, Елена, праши си ја мама. Елена ги слуша, заплеска со рачињата и рече: Браво, 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 вие сте станале чудо право. И јас сакам да размислувам како вас. Помогни ми, Морковче, да пораснам и јас. Така, дечиња, почнало да изгрева сонцето. Морковчето и цвеклото и рекоа на Елена: Секое утро твојата мајка нас нека не става вашиот соковник и тебе нека ти дава по една чашка од нас. Ние сме толку вкусни и здрави, што ти ќе имаш голема енергија и ќе бидеш силна и здрава. Елена си ги протриваше очињата и цело време мислеше: дали сонев нешто јас, не ми беше волшебна ноќта или пак звездичката ми исполни некоја моја желба. Не сум сигурна. Ајде бргу да се облечам. Сакам да се облечам во мојата градинарска облека, да си ги побарам моите градинарски алатки и да видам каде е баба ми за да ми помогне. Па после тоа, додека ручам и треба да си одиме. Ајде да побрзам. Но, додека Елена се облекуваше и се подготвуваше да замене во нејзината градина, баба и дедо и веќе беа рано станати и што туку завршуваа со работата со зењето на пченица. Но, тука Елена викаше силно и гласно: Бабо, бабо, бабичке, каде си? Те барам, те нема. А бабата се насмие и рече: Тука сум, мило моје сонце, само што не завршивме, доаѓаме. И така, дечиња, малата Елена, нестрплива, си ги зема своите градинарски алатки, зема да работи во нејзината градина. Но, таа сакаше многу и математика. И затоа почна да си кажува стихови и да си прави браздички. Таа дечиња направи 5 браздички. 1, 2, 3, 4, 5. И си кажуваше во која што ќе засади. Но беше многу интересна кога ја кажуваше нејзината стихотворба. Коп, 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 копа млечка. Коп, 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 горна тревичка. Коп, 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 ке поседам се. Ке поседам пиперка, патличан, граф, компир, зелка, морковче, магдоновче, така набројуваше. И на крајот рече: ке поседам кромиче лук и секаков друг зеленчок. Бабата ја слушаше и многу се смееше и се веселеше на нејзината бескрајна среќа. Така Елена ги заседи 5 телеички. Потоа со баба и ги навадија со водичка. А, за да биде уште поинтересно, нејзината баба сите зеленчуци што растат во нејзината градина во фолија затоа што сега е пролет, што им беа собрани, а нешто од фрижидерот, направи вкусна чорбичка, затоа што деца од градина до чинија е толку патот
Но највкусната чорбиче кога сркаме во чинја. Не е така? Ајде да продолжиме да видиме што се случи понатаму. Ајде сите да ручаме, ви ја подготвив омилената чорба од зеленчук, од мојата волшебна градина. Ајде, дечиња мои мили, прво ќе ручаме, па потоа ќе ви испратиме да си одите со Вителина. Па потоа, кога ќе можете, пак ќе дојдете. Така тие јадеа вкусната чорбичка, се сладеа, вкусуваа многу зеленчукови плодови направени во зеленчуковата салата. Така цело време весело и насмејано, фамилијата пораши да се раздели. Тргнаа на градот, насмејани затоа што пак може да дојде следниот викенд да ги посетат. А Елена? За една ли ме прашувате, деца? Елена се знае каде. Додека детото ги ширеше раците и му раскажуваше како е весел и среќен што тие биле тука со него и како работел во фармата, односно како му ставал храна на неговите домашни животни, Елена се гушкаше со баба си, но и тивкуише потешено увото. Бабичке, те молам, дали ќе ја вадиш ти мојата градина? Бабата рекла да, но бабата сега поставува деца прашање, вели, а ти мене мило сонце, зошто не ми кажеш, зошто засади само 5 леички, не засади повеќе? Епа, бабичке, ние во градинка учевме до бројот 5. Кога ќе учиме до 10 и другите бројки, јас кога ќе дојдам ќе си садам пак леички, ќе си садам пак цемчиња и така во недоглед. Се насмеале бабата и внуката, се гушнале и тие заминаа дома. Кога стигнаа дома, додека се спремат и додека се подготват затоа што веќе беше темно надвор, сонцето зајде, малата Елена застана во нејзината соба пред нејзиното огледало и самата се погледна и рече: а јас, Елена, сум многу среќно дете. Замислете, колку сум јас среќно дете. Мислев и цело време размислував. Дали сонував или не? Дали мојата мила другарка, малата звездичка, ми ја направи волшебна да ми биде ноќта, или пак не? Но јас мислам дека најубав одговор на сето ова е бидејќи јас ги јадам сите зеленчуци и јадам од сите вкусни чорбички што ми ги прави мајка ми и баба ми. Како што вели таа, од градина до чинја. Може би за тоа пак мене ми зборува. Може би за тоа јас сум среќно дете. Со љубов, со слога и со разбирање. Со семејните ручици, од градија до чинја, како што велеше малата Елена, деца имаме се што ни е потребно за едно семејство да биде богато и да се сака. Дечиња, тука завршува приказната за малата Елена. Затоа би сакала да ви прашам нешто. Да, вие сакате да ме прашате мене, повелете. Зошто вас не ви зборуваат зеленчуковите плодови? Па не знам, ако внимателно слушавте, Елена дојде до еден добар заклучок. Таа свати дека бидејќи ги јаде сите еден по еден, дека затоа зборуваат со неа. Но вие, доколку почнете да јадете од сите, да пробувате во вкусни салати и доколку вашите баби и мајки ви прават вкусни чорбички, може би ќе се случи чудо. И кај вас еден ден да се јави некој патлиџан, пиперки или морковче, да побараат нешто од вас или да ви прозборат. Но може би и малата звездичка на небото има некоја неизена улога скриена тука. Но тоа ќе го оставам на вас да си размислувате. А сега би сакала да ви дадам една математичка игра. Лесна е. Вие сте бистри, паметни и сигурна сум дека веднаш ќе ја решите. Ајде да ја погледнем. Овде на сликата имаме патлиџанчиња, лукчиња, пиперки, морковче и кромечче. Математичката игра се вика изброј и поврси. Колку патлиџанчиња има, треба да се поврсе со бројот кој што се одействува на бројот на патлиџанчињата. Значи, доколку имаме 5 патлиџанчиња,
треба да се поврзат со бројот 5. Доколку имаме 4 главици на лукче, треба да се поврзат со бројот 4. Доколку имаме 3 пиперки насмејани, треба да се поврзат со бројот 3. Доколку имаме 2 морковчиња, треба да се поврзат со бројот 2. Доколку имаме едно кромиче, насмејано и весело, треба да се поврзи со бројот 1. Ајде да видам. Кој прв ќе ја сработи оваа математичка игра? Веднаш ќе му дадам друга игра. Да видам. Браво! Знаев дека вие сте бистри, умници и паметни. Дека можете тоа да го решите, бидејќи не е тешко. А сега да одиме понатаму. Имам уште една интересна насока за вас и за вашите родители. Бидејќи сега сме сите дома, или во времето кога вашите родители ви посветуваат повеќе внимание од времето кога одеа на работа, бидејќи такви си околностите, би сакала да ви дадам неколку идеи за експериментирање. Сите дома имаме некои стари канчиња, или пак најлонски кеси, или пак да ги искористиме пластичните шишиња, кои што можеме од некога ќе ги пресечеме да направиме интересни мали кофички. Да ставиме внатре малку земја, малку хумус и да засадиме семче од гравче, од пченичка, може да засадиме и нега семиња од цвеќиња, може да засадиме семиња од макдонос, но можеме да направиме се доколку сакаме и ако сме доволно креативни. За да биде успешна ова експериментална работилница, треба да се вклучите и вие родители со вашите деца. Знам дека дечињата ќе бараат од вас и затоа треба да направиме дома интересна, цветна или зеленчукова градина. Тоа сето откако ќе се направи, ќе се засади, треба да се постави на некое место во вашиот дом или на некоја тераса, каде што има доволно сонце преку текот на денот и да се наводнува. Но, може би да биде уште поинтересно да се дадете сите задача дома. Кој ден ќе ја наводнува бавчичката, дали е цветна, дали е зеленчукова, дали тато, дали мама, дали дада, дали бат, оставам на вас. Откако ќе никне нешто, вие слободно јавете се. Или пратите слики. Тогаш или сликајте се со зеленчуковата и цветната градина. Тогаш експериментот ќе биде успешен. Давајте љубов на се што е околу вас. Експериментот е во самите нас. Значи, да бидеме сите заедно во ова време кога е невреме. Затоа ви благодарам на вниманието. Знам дека ќе ја завршите работата како што треба и затоа ви посакувам довидување до